Американскиот бренд Jeep низ историјата и времето се тркалаше и ја менуваше својата форма, филозофија и сопственост. Но и покрај се, тој понатаму ја задржа и гордо ја носи својата оригинална ДНК и останува да биде еден од синонимите за американската автоиндустрија. Кога ќе го изговорите името на брендот Jeep, првата асоциација која ќе ви падне на памет за него веројатно се робустните, цврсти, спартански креирани и издржливи Sports Utility Vehicles, кои облично се снаоѓаат на секаков терен, особено на оној надвор од патот. Неговата долга историја во овој сегмент на офроуд возила кај нас му донесе препознатлив статус, па затоа некои од нашите сограѓани се уште за секое SUV возило велат дека се работи за Jeep. За оние кои не се запознаени, мала историска ретроспектива. Приказната на Jeep започнува за време на Втората светска војна. Во потрага по мало, компактно, офроуд возило, со кое ќе се јуриша во Европа, американската армија побарала решение од 135 автомобилски компании. Една од овие контактирани 135 компании била и компанијата Willys, која го дизајнирала бараниот армиски транспортер. Поради големата бројка на барани транспортери покрај Willys, сделката ја добиле и Ford, кои успеале во рекорден рок да произведат 640.000 джипа и со нив да ги преплават сите фронтовски линии. По војната, Willys бил превземан од повеќе компании. Во 1953 година од Kaiser Jeep, 1970 од American Motor Corporation, 1987 од Chrysler, кој подоцна се спои со Mercedes-Benz, подоцна во Fiat Group, а од 2021 година до денес функционира под капата на Stellantis групацијата, во која влегуваат огромен број брендови како што се Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Maserati. Во новата приказна на Jeep под капата на Stellantis, еден од најзначајните модели кој започна да се произведува во 2023 година е моделот Jeep Avenger. Мал, субкомпактен, кросовер, Jeep Avenger влезе во SUV од B сегментот, кој е особено популарен во Европа и светот во последните 10 години. Влезе гласно, веднаш добивајќи ја наградата Автомобил на годината во 2023 година. Подоцна стана електричен автомобил на годината, како и најдобар електричен градски автомобил во изборот на Top Gear за 2023 година. А истата година беше прогласен и за најдобар фамилиарен SUV во изборот на најдобар автомобил на жените. Овој автомобил во 2024 година можеше да се избере со погон на бензински мотори со внатрешно согорување, целосно електрични или како хибриден модел. Во мај 2024 година на Jeep Avenger му беше додадена и јалката што недостасуваше, погонот на сите тркала во моделите 4XE. Сосема новиот и редизајниран Jeep Avenger се појави на јавна сцена на сајмот за автомобили во Брисел во јануари 2025 година и ги привлече симпатиите на сите посетители. Новите Jeep Avenger 4XE автомобили се прошетаа подоцна и по прекрасните патишта на Фиренца и се стркалаа по ридските патеки на Тоскана, покажувајќи ја својата сестраност во урбаните и офроуд средини. Од прочитокот на продажбата на овие нови B-SUV автомобили веќе се продадени 160.000 примероци. Новиот Jeep Avenger 4XE нуди дополнителни 10 мм растојание од патот, така наречено ground clearance, со што истиот се издигнува на 210 мм. Опремен е со интелигентен all-wheel drive систем, што значи дека погонот на сите тркала се активира секогаш кога за тоа има потреба. Опремен е и со Select Terrain, во кој самите го бирате модот на возење. На ауто, погонот на сите тркала се активира само кога има потреба за тоа. Со модот Snow се зголемува тракцијата, односно прилепувањето на тлото и стабилноста и се подобрува безбедноста при возење на патеки покриени со снег. Sand and Mud
идеално се прилагодува на нерамни предели, а со модот Спорт се испорачуваат максимални перформанси на возилото. Во срцето на Jeep Avenger 4xe лежи ефикасен хибриден мотор со робусен 1,2 литарски бензински мотор кој испорачува 136 коњски сили, засилен со дуални електромотори со 21 киловат, поставени на предната и задна оска, со што вкупната моќност на автомобилот се искачува на 145 коњски сили. Максималната брзина на моделот е 194 км на час, а забрзувањето од 0 до 100 км на час се остварува за само 9,5 секунди. Во интериерот, радиокластерот е голем 10,25 инчи, а со истата димензија е и целосно дигиталниот инструмент кластер. За дополнителна атрактивност на моделот се грижат 17-инчни црни алуминиумски тркала со гуми Mud and Snow и целосни LED рефлекторни предни светла. Опремен е со Adaptive Cruise Control, одличен за долги и мирни патувања по автопат, како и со Hill Descent Control за полесно и побезбедно спуштање по надолнини. За оние кои се движат во урбани средини, напомош доаѓа и задната камера со 180 степени, која го прави паркирањето и одењето во рикверц полесно и попрегледно. Напредниот инфотейнмент систем нуди конектирана навигација со апдејти во живо за временските услови, сообраќајните случувања, предупредувања. Вметнат е и AI, Artificial Intelligence Assistant, преку ChatGPT кој ги олеснува возењата и навигацијата. Производството на новиот Jeep Avenger 4xe започна во фабриката на Stellantis во Тиши, Полска, а првиот автомобил кој почна да се составува во оваа фабрика беше моделот Jeep Avenger од ексклузивната специјална серија The North Face Edition, која е лимитирана на само 4806 автомобили. Бројката 4806 не е случајно избрана. Тоа е бројот на метри надморска височина на Мон Блан, највисокиот врв во Европа. Како што беше и најавено, на модната недела во Милано, Шкода го представи својот електричен Elroq RS, кој представува и најбрзото спортско возило од сериско производство кое го произвела компанијата од Чешка. Стандардниот Шкода Elroq, кој официјално му беше представен на светот пред 6 месеци, содржи еден мотор и има погон на задните тркала, а најмоќната варијанта испорачува 286 коњски сили. За разлика од него, новиот Elroq RS го користи системот со два мотори кои генерираат вкупна моќност од 340 коњски сили. Погонот на овој целосно електричен, компактен SUV на сите тркала и е превземен од групацијскиот брат Volkswagen ID4. Новиот RS е опремен со два мотори, еден на предната, а вториот на задната оска на возилото, кои заедно испорачуваат моќност од 250 киловати. Забрзувањето од 0 до 100 км на час се постигнува за 5,4 секунди. Во стандардната опрема на Elroq RS влегуваат предни LED Matrix светла и LED задни светла со динамички индикатори. Седиштето е со електрично подесување и можност за масажа. Согласно вашите желби и афинитети, можете да изберете спортски алуминиумски тркала со големина до 21 инчи. Надворешно, Elroq RS можете да го добиете
во сите бои од моделската серија, како и во специјалната Mamba Green или светло-зелена боја, карактеристична за RS моделите на Шкода. Инфотейнмент системот е со екран чувствителен на допир и димензија од 13 инчи, кој е одлично спарен со дигиталниот кокпит со големина од 5 инчи. Новиот спортски модел има подобро управување, поголеми сопирачки и спортска шасија која е спуштена напред за 15 мм, назад за 10 мм. Во интериерот доминира перфорираниот спортски волан и кожните седишта, но и посебните прекривки на седиштата со препознатлив зелен шиен рап. Elroq RS има автономија на возење од 547 км, а полнењето од 10 до 80% од батеријата на брз полнач ќе биде возможно за 26 минути. Новиот електричен спортски модел Renault 5 Turbo 3i, францускиот производител ја враќа легендата од 80-тите години од минатиот век. Renault 5 Turbo и Turbo 2, првите француски автомобили со вградени бензински мотори со турбо полнење. Новиот Renault 5 Turbo 3e ќе биде електричен автомобил со импресивни технолошки перформанси, како на пример моќност од 540 конски сили, забрзување од 0 до 100 км на час за помалку од 3,5 секунди, карбонска суперструктура. Во соработка со Alpine креиран е нов спортски аеродинамичен суперавтомобил со димензии 4,08 метри должина, 2,03 метри ширина и 1,38 метри висина. Ќе биде исклучиво со две врати и со две седишта, со тркала од 20 инчи кои се поврзани со електромотори, а батеријата е поставена под подот. На промоцијата генералниот директор на Renault, Фабрис Камболие, изјави: "Со Renault 5 Turbo 3e креираме нова категорија на мини супер автомобили, со што брендот Renault повторно ја демонстрира страста и духот на храброст и иновација кои секогаш ги носеше. Овој нов супер интересен автомобил нуди најдобри перформанси и сензации во димензии од 4 метри кои не се видени на пазарот." Со овој автомобил Renault продолжува да ги прави електричните автомобили уште попосакувани, проширувајќи ја понатаму нивната можност да одговорат на секоја потреба и желба. Renault 5 Turbo 3e е изведен околу EV платформа, дизајнирана за да обезбеди максимални перформанси, без при тоа да се направи компромис со било кој друг елемент. А ова е фантастична можност за Alpine да демонстрира својата експертиза во инженеринг, архитектура и развој на електрични спортски автомобили. Интериерот е спортски со специјални спортски седишта, елементи направени од карбон или јаглерод за да се намали во тежината и премиум материјал Алкантара на седиштата и централната конзола. Пред возачот се сместени два дисплеи со големина од 10,1 инч и 10,25 инчи, во кои ќе може да се следат сите информации, навигацијата и инфотейнмент системот. Grabbing all the women are howling, running, everyone's rushing, always saving.
Дизајнерското студио на Stellantis, кое во работното време ги поставува контурите на италијанските дизајнерски легенди, како што се Maserati и Alfa Romeo, овој март се здружи со брендот одговорен за производство на луксузен мебел Formitalia. Двата тима го споија својот креативен потенцијал и работеа на задачата да дизајнираат мебел, инспириран од најголемиот негативец во универзумот на DC Comics, заколнатиот непријател на Бетмен и Gotham City, The Joker. Најдобрите дизајнери на Stellantis, меѓу кои и креативниот директор Hugo Nightingale, со огромен ентузијазам и силна инспирираност, ја изработија специјалната колекција на хаосот за дневната соба на Джокер. Како изгледаше целиот овој процес, слушнете од Клаус Бузе, шефот на дизајнерското студио на Stellantis. For almost 30 years, I've been living the dream of being able to design amazing cars with my teams around the world, whether it's for Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Jeep, and more recently, Maserati. But also with my team in Paris, Stellantis Design Studio, we've been designing some incredible products like planes and boats. But there was always one thing missing: to create something for comic character. So you can imagine how excited we were when we were approached by Formitalia, our friends from Florence, to help them expand their collection of the Batman universe. Something they started with the Wayne Enterprise collection, and now we had the chance to work with them to capture the Joker into a furniture collection. Now, obviously, the Joker is such a fascinating character, and so we were able to study how he was portrayed, whether it was in the comics or in the movies. And we were then able to digest all this inspiration into first moods for a furniture collection, capturing the color, but really capturing the duality of the character, this kind of chaos, the colorful chaos, but also the charm that the character sometimes displays. So this is something we were able to bring into a mood board, the one that you see here behind me, where you can really see the warm colors offset by the cold colors, showing this kind of duality. And then we really went to work. We're able to, together with Formitalia, to capture a couple of iconic pieces, like a sofa, this armchair you see me that is kind of inspired by a straitjacket, which was a lot of fun, and other beautiful pieces. So in totality, we were able to create this collection we believe really represents almost unapologetically this unpredictable character that shows this kind of duality and conflict that he always carries. And each part of this collection, we believe, became a real work of art. Now, we didn't stop with just the furniture. We also added some accessories like this bubblegum machine, where we took the head of a Joker out of glass, filled it up with bubblegum, and it became this beautiful bubblegum machine, just to really, in a sense, add the icing to the cake. So again, thank you so much for our friends at Formitalia for involving us, and we're super proud to launch this amazing collection with them. Thank you so much. Во првиот квартал од 2025 година, според официјалните статистички податоци на Yato Dynamics, европскиот пазар на автомобили во апсолутна бројка е речиси идентичен со првиот квартал од минатата 2024 година. И во двата анализирани периоди се продадени околу 3.384.000 автомобили. По завршувањето на првиот квартал, најпродаван автомобил во Европа и понатаму останува автомобилот Dacia Sandero, кој во првите 2 месеци од 2025 година беше апсолутен лидер во продажбата.
а само во март челната позиција му ја препушти на францускиот мал градски автомобил Peugeot 208. Ваквите резултати воопшто не се за изненадување ако се земе предвид фактот дека романскиот автомобил со француска крв Dacia Sandero беше најпродаван автомобил во Европа и во минатата 2024 година. Тогаш, со 268.000 продадени примероци, апсолутен шампион во продажбата во Европа беше Dacia Sandero, за околу 50.000 примероци помалку на второто место беше Renault Clio, а третото место му припадна на бестселерот на Volkswagen Golf со 215.715 продадени автомобили. Големата тројка од Детройт, во која влегуваат производителите General Motors, Ford и Chrysler, се уште има огромно влијание на вкупната економска активност во Соединетите Американски држави. А на челото на овие три компании има само една жена. Се разбира, зборуваме за 63 годишната Мери Бара, која во јануари 2014 година го превзема управувањето на гигантот General Motors и во овие 11 години лидерство, како генерален директор или CEO, успеа да го стабилизира и да му даде одличен стратешки правец на големиот, во тоа време прилично тром и грогиран GM. Според последните информации, откако ги оствари зацртаните цели за 2024 година, Мери Бара доби и специјален бонус со што нејзиниот вкупен остварен приход врзан за минатата година, во кој влегуваат платата, акциите, бонусите и специјалните пакети за осигурување, изнесуваше 29,5 милиони долари. Во споредба со претходната 2023 година, приходот на директорката прикажуваше пораст од 6%. Овој дополнителен бонус Мери Бара го заработи како резултат на повеќе остварени цели во 2024 година, како и поради остварениот рекорден профит за компанијата. За разлика од директорката на GM, вкупната компензација или приход на Джим Фарли, CEO на Ford, се намали за 6% на вкупни 24,8 милиони долари. На саемот за мебел во Милано беше представена специјалната верзија на Fiat Grande Panda, дизајнирана и изработена во соработка со фирмата Cartel, позната по високо квалитетни дизајнерски парчиња мебел во Италија. Според представниците од двете компании, во овој проект се соединуваат врвниот и препознатлив италијански дизајн од индустриите за производство на автомобили и на интериерен мебел. Соработката помеѓу Fiat и Cartel датира од далечните 1950 години, кога Cartel ги дизајнирал држачите за скии за првиот Fiat 500. За каросеријата, двете компании избраа блескава црвена боја, која символизира енергија и страст, а е препознатлива и корпоративна боја на брендот Cartel.
За разлика од блоковите со црвена боја во надворешноста, во интериерот се употребени контрастни нијанси на ексклузивната тасманија сина боја. Логото на брендот Картел е поставено на неколку места на проектниот модел Grande Panda Cartel, на тркалата, задниот дел на возилото и третиот столб, а во интериерот логото KK е термички втиснато на седиштата на возилото, што дава атрактивен 3D дизајн. Дополнително, во интериерот на оваа Grande Panda се користи поликарбонат добиен од обновливи извори, кој е транспарентен, издржлив и лесен по тежина. Wow.